Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија Точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, поздрав од студиото на Радио Глас на надежта. Ја започнуваме нашата денешна емисија Точно напладне, кој се емитува во среда во 12 часот. Еве денеска сме повторно заедно. Верувам да во наредните минути ќе го задржиме вашето внимание. И ова емисија започнуваме со мисла на денот. За денеска ќе ја прочитам следнава мисла. Кога богатството е изгубено, ништо не е загубено. Кога карактерот е изгубен, нешто е загубено. Но кога здравието е изгубено, се е загубено. Верувам дека ќе се сложите со оваа мудра изрека. Богатството се заработува и се губи. Пропаѓа банка или се случува, не дај Боже, земјотрес, се руши зграда, куќа, меѓутоа здравието, животот е највредното нешто што човекот го има. И карактерот може да се поправи, да се ослободиме од тие негативни особини, секако со добри навики и со добра желба. Меѓутоа, кога здравието ќе се изгуби, тоа не може со ништо да се надокнади. Еден човек кој лежел на својата смртна постела рекол: давам се што имам, само да ми се продолжи животот за 10 минути. Мислам дека ќе се сложите и со таа изјава, дека ништо не е вредно на оваа земја со здравието кој треба ние да го имаме или да го поседуваме, но знаеме дека има многу фактори кои влијаат на нашето здравје. Но како и да е, еве нека ова мисла не води денеска: кога богатството е изгубено, ништо не е загубено. Значи богатството може повторно да се стекне, човекот да заработи и така натаму. Кога карактерот е изгубен, нешто е загубено. Но кога здравието е изгубено, се е загубено. Па нека и овој ден, ова мисла не води да го чуваме нашето здравје, да не само физичкото, ние денес ќе зборуваме и за духовното здравје, кој исто така многу важно. Знаеме дека овој живот еден ден ќе помине, овој живот ќе престане, но сепак ние христијаните веруваме во еден нов почеток, во еден нов живот сокрен со Христа, кога тој ќе дојде повторно на оваа земја. Да ве поздравиме сега со една убава христијанска песна. Бога би знаел ти, земја бежали Бог, каде се прекрасно, кај што нема болести, раздел би кај нема, вечно сите живеат, таму в таа земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат, бежали Бог. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста. Знаел ти, земја за која копнеа, таму нема плачење, таму има вечен мир, кај со милите свој, ке биде
време заедно, таму в та земја јас би отишол. Земја знам кај што се сите срекни, таму вечно живеат без жал и бол. Кога еден ден тој таму ке ме викне, ке појдам јас во тој дом на радоста, ке појдам јас во тој дом на радоста. После оваа песна, почитувани гледачи, се враќаме повторно во нашата програма. Денеска имаме интересни вести. Всушност, ќе се подсетиме на најголемиот настан што се случи во месецот април, значи пред 1-2 викенда, кога веста го обиколи целиот свет за смртта на поглаварот на католичката црква, папата Франциско. Тој почина на 21 април 2025 година на 88 години во својата резиденција Санта Марта во Ватикан. Пред тоа знаеме дека беше во болница известно време, па го пуштија и на самиот ден на Великден имаше своје кратко обраќање, односно може луѓето да го видат, но ете, токму на 21 април тој доживеал смрт, односно мозочен удар. Зошто го спомнувам папата? Бидејќи од тогаш до денеска умреле, починале илјадници луѓе. Меѓутоа, папата беше верски лидер на една од најголемите цркви во светот. Имам овде податок дека католичката црква брои 1 милиарда и 400 милиони жители, односно верници во светот. Значи, една од најдоминантната религиозна популација во светот, односно 17% од светската популација ги опфаќаат католиците. Инаку интересно да спомнам, овој папа е 266-тиот папа, значи поред. Бидејќи католиците верува дека првиот папа бил Петар, апостол Петар, и тие се наследници на тронот, односно на клучевите кои Петар ги пренесувал од папа на папа, така да овој папа денеска кој почина секако бил 266-тиот, а сега се очекува овие денови, во наредните денови да се избере новиот папа кој ќе биде 267-тиот папа. На интернет може да најдете, има посебна страница кај што се назначени сите папи, значи со слика се ставени и од која до која година владееле. Некои биле во 2 мандати, така натаму, меѓутоа вие знаете, папите се бираат доживотно. Претходниот од овој папа, знаеме дека даде оставка од болест, од старост, меѓутоа претежно тие папи остануваат до крајот на својот живот. Ајде да кажеме само неколку податоци за овој папа Франциско. Значи, папата Франциско бил роден во Буенос Ариес во Аргентина на 17 декември 1936 година како најстаро дете од 5 деца во тоа семејство. Неговите родители избегале од Италија за да го избегнат фашистичкиот режим на Бенито Мусолини. Интересно, бил страствен во младост, а секако навивач на локалниот фудбалски клуб Сан Лоренцо во Аргентина. Како млад работел како скокач во ноќен клуб и со така чистел подови пред да дипломира како хемичар. Во локалната фабрика во своето родно место тој често соработувал со Естер Балестрино, кој ја водел кампањата против војната диктатура во Аргентина. Бил мачен, неговото тело никогаш не било пронајдено. Се мисли на Естер Балестрино, човек кој се борел против диктатурата во Аргентина. Станал јузит, значи папата е првиот, овој Франциско бил првиот јузит кој бил како папа во католичката црква. Студирал филозофија и предавал литургија и психологија. Во младоста имал тежок напад на пневмонија, а бил подложен на операција за отстранување на дел од белите дробови кои оставила трајни последици
во неговиот живот и бил многу подложен на животни инфекции. Бил ракоположен една деценија подосна во 1970 година во една од црквите во Аргентина. Тој бил првиот папа од Латинска Америка избран како папа. Како што спомнав, тој беше првиот изуит кој стапна на тронот на Свети Петар, бидејќи знаеме кои се изуитите, може да читате за нив во историјата. Тоа е една посебна гарда на луѓе кои служат во католичката црква. Неговиот претходник Бенедикт XVI беше првиот папа кој доброволно се повлече од својата функција после 600 години, како што спомнав. Папите се бира доживотно. Бенедикт знаеме од болест, тој почина во еден самостан, меѓутоа папата го наследи на 70 години. Значи, папата Франциско имаше 70 години кога стапна на престолот во 2013 година. Беше погребан на 26 април во Ватикан. Така да еве, тоа се тие моменти кои сакав да ги нагласам, како настан кој го обиколи светот во минатиот месец за смртта и погребот на папата. Знаеме дека тој беше во Македонија, ќе видите некоја слика кога стапна и во Македонија, имаше свој говор на плоштадот во Македонија, првиот папа и последен за сега кој ја посети Република Македонија. Христијаните, посебно оние кои го читаат историскиот дел и пророштвата, знаеме дека папата е обичен човек, меѓутоа тоа е институција, значи позади него стои католичката црква, знаеме каква улога ќе имала во минатото, има денеска и ќе има во иднина. Секој председател на држава, посебно Америка, Русија или некој поголема држава, кога е одбран за председател на својата земја или големи политичари, одат кај папата на советување и го сметат како свет татко. Иако знаеме дека нема светци на ова земја, сите сме ние смртни, меѓутоа улогата која папата има е голема во католичкиот свет, па и во политичкиот свет. На жалост, кој не би требало да биде, зашто црквата треба да биде секогаш одвоена од државата. Еве, само ве подсетив, почитувани гледачи, она што веќе го знаете, го видовте и го видовме во минатиот месец, но не е на одмет да се подсетиме за смртта на овој папа 266-тиот поред во рамките на католичката црква. Одеме сега повторно со песна. Tvoja vrata kuca.
feeling tired all the time. Се чувствувате секогаш уморни. How much does water increase your endurance? Колку вашата вода може да го постигне вашето его? 80%. 80%. Now the next one, this is really serious. Следното, ова е многу сериозно. If you're not drinking enough water, constipation. А ако не пиете доволно вода, тогаш имате запек. Now, when you eat your food, Кога ја јадете вашата храна, goes into your stomach, оди во вашиот стомак, all right? You're breaking things down. се крши тамо, By the time it gets past the liver, it's a liquid. али додека дојде до црниот дроб, веќе е таа во течност. Goes through your small intestine. Оди ни тенкото црево, Body's taking up nutrients. телото излекува потребните нутритиви Then it goes into your large bowel, your colon. и тогаш оди во дебелото црево. The purpose for the colon, Сврхата на дебелото црево take up liquid. го абсорбира течноста. Now, if you're not drinking enough liquid, А ако не пиете доволно течност, it's pulling a lot of liquid out of that stool because it wants to conserve as much as it can. и тоа почнува да повлекува од изметот кој што треба да се извети колку што може повеќе, затоа што има потреба. Therefore, you get constipation. И од таа причина ви имате запек. And when you got to go to the toilet, И кога треба да идеме на тоалет, you're squeezing. и тогаш со напор мора да го истерате. That causes varicose veins. И тоа произведува или причинува да имаме проширени вени. And diverticula, И дивертикула, which can turn into diverticulitis. која што може да предизвика дивертикулајез. That squeezing causes hemorrhoids, Тоа напрегање произведува хемороиди. causes it hiatus hernia. Тоа произведува хиатус хернија. And these are all major problems. Ова се се големи проблеми. I was talking to a young man just the other day. Зборував со еден младич пред некој ден. He has hiatus hernia, И тој ја има ова хиатус хернија. which means a part of his stomach came up through the cardiac sphincter Што значи да еден дел од неговиот стомак излегува надвор and is producing acid. и произведува киселина. And the esophagus has no protection from the acid. Нема заштита од таа киселина. So, we need to figure out, am I constipated? Значи треба да провериме и да видиме дали јас имам запек. How long should it take food from the mouth to the anus? Колку време е потребно да храната влезе низ устата и да излезе низ анусот? If you're vegetarian, high fiber foods, Ако сте вегетаријанец и користите многу влакнеста храна, we measure it in hours. ние го сметавме тоа време. 18 to 30 hours. Измеѓу 18 и 30 сати. Well, how do you know? Како знаете? When you eat a meal, Ако јадете оброк, eat a handful of sesame seeds at the same time. ако изедете сусам во исто време, Put it in water and drink it down. Don't chew them. ставите го во водата и испите го, немојте да го џвакате. When you go to the toilet, И кога ќе отидете на тоалет, they'll be sticking out of your stool значи во изметот ќе штрчи and they'll be floating on the water. и ќе плива на површината на водата. When you no longer see that, Кога повеќе не го гледате тоа, that was how long it took to get through your body. тоа е толку време колку што требало да биде низ вашето тело. Or you can take some charcoal powder, put it in water and drink it. Или ќе земете јаглен и ќе го испиете. Okay? Your stool will be black. Вашиот измет треба да биде црн. When it's no longer black, that was the time. И кога повеќе не е црн, значи тоа е времето. If you have a low fiber diet, Али ако имате помалце влакнеста храна, it's not measured in hours, не е повеќе мерено со сати, measured in days. мерено е со денови. 3 to 7 days. 3 до 7 дена. That means all the toxins that are in your food are being absorbed by your body. Тоа значи дека сите токсини кои што се наоѓаат во телото, значи внатре, телото веќе ги абсорбирало. Drink your water.
Испите вода. All right, you can also tell the color of your urine is going to be dark. Исто така можете да кажете и според темнината на вашата урина. It can cause your eyes to be dry. А исто така тоа може да предизвика да вашите очи бидат суви. And while we're talking about eyes, it can cause some vision problems. А кога зборуваме за очите, тоа може да предизвика и некои проблеми со видот. It can cause your temperature to go up. Исто така може да предизвика да вашата температура се зголеми. Now, there's a very interesting study that was done. Има една интересна студија која што е направена. Okay, drinking water and fatal heart disease. Пиење на вода и фаталното срцеви заболувања. Okay, so they had two groups of people. Така да имаме две групи на луѓе. Had people who drank 2 or less glasses of water a day. Имаме луѓе кои што пиеле 2 или помалце чаши на вода во ден. They had a relative risk of dying of 1. Можноста за да се умре е 1. Okay, the one we bounce that off of the other two, the other group. Тоа е 1 во однос на оваа друга група. All right, red is women, blue is men. Црвеното е за жените, а плавото е за мажите. Those who drank 5 or more glasses of water a day. Оние кои што пијат 5 и повеќе чаши на ден, Women had a 41% less risk of dying. жените имаат 41% помал ризик од Heart умирање. disease. Men, 54% less risk of dying of heart disease. А мажите 54% помалце ризик од умирање од срцеви заболувања. And they were focusing on water intake. Се фокусираме само на взимање на вода. But then they look at another way to look at the study. Али тогаш погледнале на оваа студија да еден друг аспект. Some people don't like water. Некои од луѓето не ја сакаат водата. So people who drank other fluids but instead of water. Луѓе кои што пијат некои други течности, не вода. Those who drank 2 glasses of other liquids a day. Оние кои што пијат 2 чаши на други течности на ден, Same relative risk of 1. иста можност за ризик, 1. Those drinking 5 or more other liquids. Оние кои што пијат 5 и повеќе чаши течности, Men, 146% increased risk of dying of heart disease. кај мажите процентот за ризик од срцеви заболувања е 146. Women, 247% higher risk. А кај жените 247%. We got to drink a water. Ние треба да пиеме вода. Get some good water. Земете добра вода. All the chemicals they put in water aren't safe. Сите хемикали кои што ги ставаат во водата се безбедни. Get some charcoal, put that in your water. That'll help take up the toxins. Не се безбедни, значи завете затоа јаглен за да ги излече сите тие непотребни материи. But it's vital to life. Али тоа е витално за нашиот живот. And there's no excuse for us. И нема тука изговор за нас. Now, I've spent a lot of time in Africa. Поминав многу време во Африка. And usually it's a child's job to get the water. И ова е работата која што децата ја има да набават вода. So they get their big containers. Така да тие носат големи туби. And they go out there and find a puddle, a stinking pond. И тие одат и наоѓаат бари со вода. And that's their water. И таа вода е која што мириса и тоа е таа вода која пијат. They drink it. Таа ја пијат. Mama cooks with it. Мајката вари храна на неа. They bathe in it. Тие се бањаат со неа. But here's what the World Health Organization says. И еве што зборува Светската здравствена организација. If we could give them good sources of drinking water, А ако можеме да им дадеме добар извор на вода за пиење, disease rates would go down 80%. болестите ќе се намалат за 80%. We send them plane loads of medicines. Ние им праќаме полни авиони со лекарства. But one of the main killers of young people in Africa Али еден од главните убици на млади луѓе во Африка is diarrhea and vomiting. е диарејата и повраќањето. Let's drill wells. Ајде да правиме извори. Let's drink water. Ајде да пиеме вода. Have a good day. Имајте убав ден.
како треба. Вела дека добар сон за растење ми треба. На сон гледам, шетаме низ ливади и гори, и со песни вечни ликон вечноста ме води. Растам, 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 растам во Исуса, он тој ми дава сила. За да скокам, трчам, седам, мучам или играм. Има ли поубаво за душа и за тело, кога јас на Исуса му давам срце цело. Растам во Исуса, кој најмилшарен цвет, нема да ме заведе овој блесков свет. Исус нам ни дава храна да сме сите силни, подобро од властво тие најсладки колачи. Растам, 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 растам во Исуса, штом се го писмо читам. Кога сум на молитва со него да се сретнам, и од срце кога пеам песна милна славна, тогаш пијам жива вода небесна и сладка. Растам во Исуса и одам сигурен, знам дека е со мене и јас сум заштитен. Не ми треба богатство ни мудроста на светот, кога сум со Исуса јас имам све што треба. Растам, 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 растам во Исуса како убав цвет. Нека види секој, нека види сиот свет, дека Божја љубов света срце мое краси. Исус умрел за мене и сака да ме спаси, дека Божја љубов света срце мое краси. Исус умрел за мене и сака да ме спаси. Растам, 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 растам во Христа. Продолжуваме со нашата програма. Почитувани гледачи, вие следите дневната емисија, точно напладна емисија која се емитува во среда во 12 часот. Еве денеска повторно сме со вас. Следува теолошката тема. Ние во минатата емисија отпочнавме со една тема која насловивме каков е Бог, а каков е човекот. Да ве подсетам само, зборувавме за Бога како творец, како создател, кој го создал човекот според својот лик, Бог кој е полн со љубов, милосрдие и кој на човекот му посакува само добро. Сега ќе кажеме неколку зборови каков е човек наспроти Бога. Ајде да видиме каков е човекот. Во прва книга Мојсеева, во првата глава, во 27 стих пишува: по свој обличе го создаде човекот, машко и женско ги создаде. Значи, гледаме овде дека ние имаме и сличности со Бога. Бог го создал човекот според својот лик. Кога Библијата вели дека човекот е создаден според Божјиот лик, Божје обличе, тогаш не мисли само на неговиот облик и неговиот физички изглед, туку и пред се на неговите интелектуални и карактерни особини на умот. И кога зборуваме за детето како се развива, рековме дека она што најмногу се развива, она што прави голема разлика помеѓу детето и мајмунот или шимпанзото е умот, човечкиот ум. Ние надворе што може да имаме сличности со мајмун или со некој друг живот, меѓутоа со умот, само човекот е интелектуално суштество создадено од Бога. И кога зборуваме за детето како се развива, рековме дека она што најмногу се развива, она што најмногу прави разлика помеѓу детето и шимпанзото е умот. Тој мозокот кој фантастично се развива. Умот, карактерните особини се тие кои прават разлика. Човекот може да резонира од причините до последиците, например. Човекот има ум, фантастичен ум, да резонира, значи да ги знае и последиците така натаму, додека едно животно такви работи не поседува. Но човекот има уште нешто, а тоа е волја. Волјата, и тоа не било каква волја, туку слободна волја во својата работа да го прави она што навистина е добро. Например, да гради, да осмислува, да планира, тоа животното не може да го постигне. Денеска знаеме дека многу градби убави,
убави се. Многу други работи изградени се токму од човечкиот ум, она што човекот го проектирал и направил. За разлика од Создателот кој создава од ништо, човекот создава од постоечки материи. Тука е разликата. Каков е човекот, каков е Бог. Значи Бог кога рекол нека биде трева, нека биде сонце, нека биде ова или она, тоа се создало веднаш. На човекот му се потребни елементи, материјали. Суштеството кое е така опремено со такви способности има можност на неограничен развој, се мисли на човекот. Со обзир дека човекот е создаден за да живее вечно и неговиот развиток не бил ограничен. Значи, кога Господ го создал човекот, тој бил многу поинтелигентен. Нашиот мозок, ум денеска може работи 3 до 5%, а замислете да работи 100%. Значи, кога Бог го создал човекот, го создал да се развива неограничено. Но тука поседен ризик. А тој е ризикот човекот да тргне по лош пат, по патот на злото. Секако кога се појавил гревот, човекот може постојно да напредува на патот на доброто или ќе го избере на оној друг пат, значи кој ќе стане зол, лош и така натаму. Што мислите, може би сепак би било подобро Бог да го создал човекот без слободна волја, бидејќи тогаш не би можел да допре до злото. Но тогаш човекот би бил робот, не би имал слободна волја. И ѓаволот би го оптужил Бога и би рекол, ти си го создал, тој постојано ти служи. Не му даваш прилика да одбере, бидејќи сега имало два господара, Бог и новиот господар, наречен Сатан или ѓавол. Меѓутоа, знаеме дека Господ не сакал да го програмира човекот како еден компјутер, да постојано вели да и така натаму. Еве, например, сега е пролет. Ластовичките веќе дојдоа или се уште ќе дојдат. И тие точно се враќаат интересно во своето гнездо. Во својата мала глава имаат како еден совршен компјутер. Пчелите го изработуваат правилно на шестоаголно сакче. Потоа лососите и јагулите минуваат стотици и стотици мили, односно километри, за да дојдат на местото каде што треба да ги положат своите јајца и каде што треба да се изведат нивните млади. Гледате колку се интелигентни тие суштества, меѓутоа тие немаат слободна волја. Тие не можат да создават како што човекот е создаден. Сепак и Бог всадил интелигенција во смисол како мали компјутери на тие птици да можат повторно да се вратат во своите гнезда. Еве, верувам и вие почитувани гледачи, кога сте биле деца, како јас и сите ние, сме ги гледале страчките и нивните гнезда. Сите гнезда на ластовичките се исти, например, додека на другите птици не се исти. Значи, ластовичката прави еден систем како го полага она кал, знаете, кога со забите, со устата носи и ги лепи таму и прави гнездо. Сите гнезда на ќесовите, например, исто така се исти. Во тоа мало главче тие имат компјутер за изработување, значи на одредени работи. Бог и нас не програмирал за еден дел. И ние сме на некој начин компјутерски создадени, да речеме, вие знаете што се случува со оно што сте го изеле. Значи, кога е во прашање тој компјутер, некако работи, меѓутоа да создаваме, да планираме и така натаму. Човекот има централен нервен систем и автономен нервен систем. Има бели дробови. Автономниот нервен систем работи без контрола на нашата волја, компјутерски би се рекло. Например, очите, ние не планираме кога треба да трепнеме, или срцето да го контролираме. Тоа е создадено и тоа си чука, односно си работи. Замислете, или кога дишеме, ја сега зборувам и дишам, работам, спијам, тоа не го планирам, Бог тоа како го всадил во човечкиот организам. Јазикот е под контрола на централниот нервен систем и така натаму. Раката се движи. Значи, јас сега не и наредом, ајде, движи се рака или прстите, тоа иде спонтано. Тука во мозокот Бог всадил еден централен, би рекол, компјутер кој управува со целото наше тело. Луѓето некој сакаат да го става човекот во одреден калап за да размислува политички, да размислува социјално или религиозно и да биде насочен во една насока или никако поинако. Не е точно, затоа човекот има слободна волја да самиот одлучува што ќе јаде, што ќе пие, ќе верува во Бога или нема да верува. Бог можел да ги создаде луѓето сите да веруваат во него. Меѓутоа, Бог не сака такви поданици, такви верници.
Бог сака луѓе кои ќе го сакат од љубов со слободна волја. Бог секогаш го става човекот на раскрсница, давајќи му слободна волја. Кога човекот не би имал слободна волја, не би бил слободно морално суштество. Неговиот напредок би бил ограничен. На слободниот човек Бог му дава совет, значи му дава рамки во кои треба се движи. Бог ги дал 10 заповеди, например. Бог вели дотука оди, ако одиш понатаму е лошо. Може да настрадаш. Како што постојат семафори, тие се создадени со цел да не заштитат кога поминуваме на раскрсница. Ние може да поминеме и на црвено, но често пати се случуваат трагедии со човечки жртви. Кога човекот не би имал слободна волја, не би бил слободно, рековме, морално суштество. Неговиот напредок би бил ограничен. На слободниот човек Бог му дава совети, рековме, рамки. Дотука понатаму не смеш или не треба да одиш. Ако човекот ги почитува, напредокот ќе биде постојан. Еве што пишува во Евангелието според Матеја во 22 глава од 37 стих. Люби го својот Господ Бог со сето свое срце. Понатаму вели, люби го својот ближен како самиот себе си. Тоа се рамки кои Бог ги воспоставил за наше добро, почитувани гледачи. Тие се едноставни. Тука е прашањето исто така на односот меѓу Бога и човекот. Ако одиш по тие рамки или ако живееш во тие рамки, твојот напредок нема да застане. Љубовта кон Бога и кон ближните ќе расте постојано. Овој закон кој Бог оддал не е дело на Божето самоволие, туку е израз на неговата љубов. Тој сака да не заштити, како што ние сакаме, например, да ги заштитиме нашите деца. Значи, едноставно, понекогаш мора така да постапиме за нивно добро, зашто децата се несвесни или не се способни да се чуваат, да се одбранат. Дали би сакале да имате дете кое совршено ве слуша? Имате син и му велите да учи, а тој вели да, тато. Сине јади, а тој вели да, тато. Сине седи и тој вели да, тато. Сине очисти го снегот и тој оди го свршува тоа. Дали би сакале едно такво дете? Совршено и послушно. То не би било нормално, би рекле во наши услови. Ви имате ваши деца и ние сите имаме своји деца и се сеќам кога беа мали, кога оне своји мали ножиња ќе удрија по подот и ќе кажија не сакам тато, не сакам, а колку сте срекни кога ќе ги подигнат своите плави очи и ќе ве погледнат и ќе ве речат тато, јас те сакам. Значи тие мали палави дечиња кои понекогаш и ќе паднат и ќе направат белја во домот, меѓутоа кои ќе кажат те сакам мамо, те сакам тато, навистина тоа годи и не се купува, што би се рекло со пари. Пуште кога ќе дојдат и ќе ви дадат бакнеш, тогаш навистина доживувате нешто совршено. Гледате, почитувани гледачи, Бог знае дека ние не сме совршени. Бог знае дека ние имаме слободна волја. Бог знае дека ние понекогаш и ќе погрешиме, ќе паднеме, ќе злоупотребиме нашата слободна волја, но тој не сака. Кога ќе му кажеме прости ни татко, тој навистина и понатаму сака. Бог сака таа слободна волја да биде присутна, а ние сме по тоа слични на Бога, зашто и Бог има слободна волја. Бог му дал уште една особина слична на својата, на неговата волја, односно на неговиот карактер, а тоа е љубовта. И тоа е фантастична особина која Бог му е дал на човекот. Замислете да седите еден покрај друг и дека не може да се сакате. Тоа би било страшно. Седите, например, како дрво, покрај дрво, немате никакви чувства. Кога е девојка, момче, кога се развива таа љубов во срцето на тоа суштество, вистина и доаѓа до таа љубов меѓу човечка во спротивниот пол и доаѓа до заемно сакање и на крајот знаеме се кронисува со брак. Тоа го Бог всадил во срцето и на девојката и на момчето. И затоа еве тука да превршиме каков е човекот, а каков е Бог. Рековме има разлика, но има и сличности. Бог не создал, како што читавме во текстот, според својот лик, по карактерот, по љубовта, по однесувањето, по слободната волја. Но знаеме дека тоа е и пореметено кога дошол ѓаволот и гревот, но Бог сака тоа целосно повторно да го поврати на човекот кој ќе дојде Исус повтор пат нова земја. И на крајот да завршиме
со овие прекрасни зборови кои Давид ги запишал во 139 псалом во 14 стих. Ти благодарам што толку прекрасно сум создаден. Истина, Бог не создал прекрасно според неговиот лик и карактер секако. Нашиот карактер е упропастен од многу влијание на гревот, но Бог сака да ни помогне да напредуваме и да го совршуваме и така еден ден кој ќе дојде Христос да бидеме со Него во вечноста. Фала му на Бога за ова порака и за ова мисла дека сепак Бог не сака и тој сторил се од своја страна, го дали својот син кој умрел на крстот и Исус воскреснал и тој ќе дојде повторно да ги откупи луѓето, да ги земе да бидат за секојаш со нив. Одеме сега повторно со песна. После ова песна, почитувани гледачи, еве повторно во програма. Ја следите дневната емисија точно напладне на радио Глас на надежда. Денес имаме прашање кое е секојаш актуелно. Повеќе пати сме зборувале на ова тема, но бидејќи луѓето имат потреба за да добијат одговор и многу се шпекулира во теолошкиот свет, во христијанскиот свет, еве ќе дадеме ние еден мал допринос на ова тема, што се случува со човекот кој ќе умре. Значи, постојано таа тема е во оптек. Многу луѓе се оптеретени, многу луѓе се вознемирени, уплашени. Секако кој ќе тропне смртта во било кое семејство, ние повторно го поставуваме тоа прашање, што се случува со човекот кој ќе почине? Каде оди тој? Каде е неговата душа? Дали оди на небото, оди во рај, во пекол, во чистилиште или никаде? Која е библиската вистина? Јас постојано луѓето ги насочувам кога ќе ме
прашат за ова прашање, читајте Библијата. Читајте за Исус Христос. Тој бил скоро 3 дена во гробот. Каде бил? Дали бил на небото Исус, па повторно се вратил, или Лазар, или други личности кои биле покојни, кои починале, но воскреснале. Еве, да одговориме накратко преку неколку библиски текстови, што се случува кога човекот ќе умре, каде заминува. Постои ли некаква, би ја нарекол, душичка, која како невидлив свет, односно невидлива таа душа за нас, некаде трепери тамо над гробот како пеперутка или заминува некаде на небото. Жалост, почитувани гледачи, тоа верување во задгробниот живот, во животот после смртта потекнува од паганите, кои тие се представувале себе си на тој начин дека човекот, телото да умира, но душата и понатаму продолжува да живее. На жалост, преку тие филозофи, преку Платон, Аристотел и други грчки филозофи, тоа навлегло дури и во христијанскиот свет. Така паганите го представувале себе си задгробниот живот. Значи, како некоја пеперутка која трепери над гробот и така натаму. Но тоа не е христијанска надеж, би рекол почитувани гледачи. Бог не му рекол на Адама, кога ќе сгрешиш, односно кога сгрешил Адаме, твоето тело ќе умре и ќе замениш ти во гроб, а твојата душа, бидејќи е бесмртна, ќе замене во рај, каде што вечно ќе живе во блаженство, или во пекол, каде што вечно ќе мачи. Нема да најдете никаде таква изјава од Бога упатена кон Адама. Не, Бог така не му рекол почитувани, но ајде да читаме во оригиналот што пише од 1 Мојсеева, 3 глава, 19 стих. Зашто си прав и во прав ќе се вратиш. Гледате, Бог дава едноставна формула. Во прав Бог го создал од земја и на Адам вели сега сгреши во земја, во прав ќе се вратиш. Не му рекол ќе замениш горе на небото. Кога ќе умреш, не заминуваш ниту во рај, ниту во пекол, туку целосно, интегрално заминуваш во гроб. Еврејски значи Шеол, а тоа е грчки Хадес, значи место каде што покојните почиваат. Грчки ќе повторам Хадес, подземен свет, односно светот на умрените, тоа е во гробовите, или еврејски Шеол. Каде бил Адам пред да биде создаден, почитувани гледачи? Дали постоел? Не постоел никаде. Бог го создал, го направил од глина, од земја. Адам бил во непостоење, бил прав, значи земја Бог го повикал од непостоење во постоење. Што се случува кога ќе умре? Се враќа пак во непостоење, како никогаш да не постоел. Зашто си прав и во прав ќе се вратиш. Во книгата Проповедник, 12 глава, 7 стих, царот Соломон вака напишал: правот се враќа во земјата како што било или како што бил, а духот се враќа кај Бога кој го дал. Како што било, значи, како прво, прав непостоење. При воскресението Бог пак Адама ќе го повика од непостоење во постоење, ќе го пресоздаде, би рекол. На Бога тоа не му е проблем. Како што не бил проблем во првиот пат да го создаде од непостоење и да биде Адам, сега повторно Бог може да го создаде од непостоење во постоење. Каде пошол Јов и сите кои умреле во тоа време? Еве што пишува Јов во 10 глава, во 20 и 21 стих. Остави ме да здивнам уште малку, пред да тргнам на пат без враќање, во земјата на темнината, во земјата на смртната сенка. Значи, кога ќе умрат, праведниците не одат ниту во рај, ниту грешниците во пекол, туку сите заминуваат во исто место, или на исто место, а тоа е во земјата. Понатаму во 3 глава, Соломон во Проповедник 3.20 вели: и едните и другите заминуваат на исто место. Сите се создадени од прав и се враќаат во прав. Мртвите се жители на правот, почитувани гледачи. Пророк Исаја во 26 глава, во 19 стих вели: твоите мртви ќе оживеат, телата ќе воскреснат, разбудете се и воскликнувајте, жители на правот. Тоа е една метафора, жители на правот, како што има жители во град, во село и така натаму. Значи, тоа се жители, тоа се луѓе кои почиваат во својот прав, во своите гробови. А царот Давид,
кажал, а тоа пишува во Дела 2.34, Давид кога умре, не отиде на небото. Тоа го пишува Лука, значи во Дела на апостолите 2 глава 34 стих. Во Јован 20.17 пишува, остави ме, зашто не сум појден горе кај Отецот. Тоа го кажал Исус, кога Марија сакала да го допре при воскресението. Исус вели, не ме допирај, се уште не сум бил горе кај Отецот. Значи, каде бил Исус 3 дена? Не на небото, туку во гробот. Ако мртвите заминуваат во рај, тој им го кажал Павле, тоа би го кажал секако Павле на христијаните во Солон, кои се уште не знаеле што се случува со нив и затоа паѓале во голема жалост за сите покојници. И затоа Павле ќе најде термин, ќе најде време и прилика да им каже следново. Прва Солуњаните 4:13-18. Не жалете за нив, тие не се во рајот. Значи, ако биле на вистина, според грчката филозофија, умрените горе во рајот, Павле би им рекол обрнато, ја сега ќе кажам. Не жалете, па тие се горе во рајот. Не, тој така не кажал. Тој вака вели. Не жалете за нив, зашто Христос ќе дојде еден ден и повторно ќе ги воскресне. Ние жалиме, но не тагуваме за нашите мили драги. Жал ни е, значи, останала празнина во семејството, меѓутоа, ние со надеж и вера чекаме дека повторно ќе бидеме со нив. Зашто Павле вели, Исус ќе ги воскресне во последниот ден и тогаш заедно со нив ќе бидеме земени на облаците. И живите и покојните кои биле во исти миг ќе бидат земени на облаците. Почитувани гледачи, смртта за вистинските христијани навистина е тешка, но не и трагедија, како за они кои немаат надеж во воскресение. И сега уште едно подпрашање, што прават мртвите во гробот? Дали се свесни? Дали треба да носиме храна? Да раздаваме храна? Кога човекот ќе умре, тој умира целосно, значи интегрално, холистички. Веднаш во мигот на смртта престанува секој искра на живот, се гаснат сите животни функции и тој не постои веќе во никаква свесна состојба. Ниту има потреба да јаде, да пие, да му е ладно, топло и така натаму. Нема веќе човек, нема веќе личност, зашто, како што рековме, тој со смртта заминува во непостоење. Еве да го потврдиме тоа и со библиски текстови. Во проповедникова книга повторно ќе се вратиме и во Псалом 146. Живите барем знаат дека ќе умрат, вели Соломон, на мртвите не знаат ништо. Одамна ги снема нивната љубов и нивната омраза и завист и веќе немаат учество во ништо што се случува под сонцето. Нема работа, вели Соломон, нема мислење, нема знаење, нема мудрост во гробот во кој заминуваш. А Давид, царот Давид ќе напише, кога ќе излезе духот од него, значи од човекот, тој се враќа во својата земја и во тој ден пропаѓаат сите негови мисли. А Даниел во 12:2 ќе запише, тогаш ќе се разбудат мнозина кои спијат во земниот прав, едни за вечен живот, а други за срам и вечен презир. Мртвите, почитувани гледачи, спијат. Би рекле со смртен сон во земниот прав, несвесни за она што се случува околу нив, несвесни за својата околина. И еве уште два текста во Јов 14:21. А неговите деца уживаат чест, се мисли на умрениот. Тој ништо не знае. Ако се презрени, тој не размислува за тоа. Значи, нашите покојни, родители, дедовци, баби кои се починати, тие не се на небото. Тие сега не патаат тамо, гледајќи ги нивите внуци, паравнуци, како се мачат на ова земја, дали болест, дали некоја друга трагедија. Значи, тие се несвесни. Мртвите не те спомнуваат тебе, вели Давид во 6 глава, 5 стих во Псалмите. Мртвите не те спомнуваат тебе, кој те слави во подземјето, прашува Давид. Кој те слави? Никој. Ако мртвите праведни се во рајот кај Бога, како да не го спомнуваат и да не го слават таму Бога, ако навистина тоа е точно. И затоа Давид вели, никој не те слави, ниту горе, ниту долу. Само жив човек може да го прославува Бога. Значи, тие не се ниту во рајот, ниту во пеколот, туку се тие во своите гробови. На ова тема има многу што да се зборува, но еве тука ќе привршам. Значи, што се случува со човекот кој ќе умре? Оди во гроб,
тој престанува да постои, неговите емоции, неговите мисли, неговите потреби, љубов, омрза, кавга, сето тоа гробот го носи, го затвара. И тој чека промена, чека воскресение до оној ден кога Исус ќе се појави на оваа земја и ќе ги пробуди, вели Библијата, како што читавме од Солуњаните, ќе ги пробуди најнапред мртвите праведни, а потоа, вели Павле, ние живите заедно ќе бидеме преобразени и грабнати, односно земени, заедно да бидеме со Исуса во вечноста. Нека ова надеж не грее, почитувани, да се ослободиме од паганизмот. Тоа значи паганско верување кој на жалост навлегло во христијанството. Бог е многу едноставен и таа тема е многу едноставна за разбирање, само ако сакаме тоа да го видиме на страниците на Светото писмо. Одиме сега повторно со песна. Почитувани гледачи, еве полека дојдовме до крајот на ова наша денешна емисија. Би сакал да ви ја покажам, рекламирам една убава книга на македонски јазик, Последните настани. Верувам дека некои од вас имате, ние често пати ја рекламираме ова книга, но сакаме да ви ја подариме и сега бесплатно. Значи, Последните настани кои навистина денеска се совпаѓаат со ова време или во ова време во кое живееме. Слободно пишете ни на нашата адреса или јавите ни се со порака, а ние ќе ви ја подариме, ќе ве испратиме на вашата домашна адреса. Сегашното време привлекува особено внимание на целото човештво, управители, државници, луѓе на доверливи и влијателни функции, разумни мажи и жени од сите општествени слоеви, со големо внимание ги следат настаните што се случуваат околу нас. Ова книга ќе ви ги отвори очите. Секако велам, духовните очи, физичките ги имаме отворено, меѓутоа духовните очи е многу важно да не бидат отворени, да го пратиме времето во кое денеска ние живееме. Пишете ни, а ние ќе ви испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. А вие останатите, доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, ви ја нудиме бесплатно дописната библиска школа bibliјатазборова.mk. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели,
Доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Почитувани гледачи, дојдовме до самиот крај на ова наша денешна програма, односно емисија, која се емитува во среда, точно напладне во 12 часот. Еве полека ги исцрпивме сите наши точки или рубрики предвидени за ова наша денешна емисија. Ви благодарам на вашето внимание. Веќе навлеговме во еден од најубавите месеци во годината, така да искористите ги топлите денови за прошетка, се е раздвижено и во самата природа. И денешниот ден нека ви биде благословен и целова седмица, па ви закажувам нова средба, ако Бог даде живот и здравје, да се видиме и во наредната среда. А до тогаш останете со здравје. Почитувани гледачи, ве покануваме да бидете дел од нашата нова емисија точно напладне на радио Глас на надежта. Секоја среда, точно напладне, ќе имате можност да ги следите следните содржини: мисла на денот, актуелности во светот, совети за здрав начин на живење, теолошки теми, одговори на ваши прашања и други интересни содржини. Сето тоа ќе биде проткаено со убави христијански песни. Емисијата ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта и на YouTube каналот Радио Глас на надежта. Се гледаме.